Ние продолжуваме со нашата утринска тема, во која што нели секако сакаме и да го испратиме апелот и да позборуваме и да испратиме силна и јасна порака за тоа колку всушност хуманоста треба да биде присутна и колку ни е потребна на секој од нас. Како што и споменав во самата најава, во време во кое што живееме, кое што можеби не оддалечува едни од други, хуманоста е таа која што не спојува и верувам секој од нас кој што е хуман и кој што дава рака онаму каде што треба и помага секогаш кога на некому му е потребна помош, тоа силно го чувствува и се разбира тоа е нешто кое што треба да го споделуваме едни со други, но и да се нели споделува и зголемува таа солидарност. Фасинантно е колку навистина во една мала земја како Македонија имаме луѓе кои што имаат одлични иницијативи, успешни идеи и што е најважно, сето тоа за доброто на општеството. И една од тие такви идеи која што е веќе во добра и солидна реализација, ако зборуваме за бројката на донирани компјутери, но и долгогодишното постоење, уште малку па скоро нели една деценија, тоа е и се разбира оној кој што е иницијаторот или основачот на оваа организација Донирај компјутери, мој денешен гостин Борче Стаменов. Борче, добро утро и добро ни дојде во утринска тема. Добро утро, добро ве најдов по Маглова. Да, ова утро од Кавадарци? Не, од Скопје. Од Скопје, добра. Од сина релација Скопје-Кавадарци? Но, цело време. Цело време, така е, да. Ти благодарам што се пакете и во, како велиме претходно, навистина динамично темпо на секојдневие. Некако не само во периоди, туку и начинот на живот таков не стана, сепак и со твоите уврски и сите тие, нели, тековни работи во денот, успеа да дојдеш заедно со нас во утринска на тема и со нашите гледачи, затоа што имаме една навистина важна тема. Хуманоста секогаш треба да биде една од главните теми, не само кон крајот на годината кога нели повторно треба да се покаже човек хуман, кога треба да се даде на некои луѓе кои што можеби и немаат или не се во можност на тој начин да завршат годината и да ја почестуваат така новата година и празниците, но да се биде активен и хуман во текот на целата година или во текот на животот, така подобро може да кажеме. Донирај компјутер е добро познат нели да речам бренд, да, веќе е бренд. Бренд кај нашите гледачи, кај сите оние кои што можеби се дел од вашите донатори, за сите кои што сакаат да помогнат, да учествуваат и да бидат дел од оваа иницијатива. Ние имаме можност и простор да позборуваме за самото постоење или самото основање и да се вратиме 9 години наназад, кога Борче доби таа брилјантна идеја која што нели од година во година се покажува дека не само што е добра, не само што е успешна, туку и неопходна. Неопходна, да, потребна скоро. Да. За нешто кое што верувам ќе биде пример, па можеби поттек за оние кои некако размислуваат во таа насока, сакаат да создадат нешто кое што не е од лични побуди, него нешто кое што ќе биде добро за општеството, за луѓето. Така, значи Донирај компјутер, како што кажам, за некој ден слави 9 години постоење. Нели секој што задовол се наврачам на таа приказна да кога сме започнали и како цела идеја почнала да се нели комбинира во главата. Тоа се случи во компанијата кај што сум работен. Дојде една женичка која што е мајка на самохрана мајка на 3 дечиња. Побара компјутер за нејзините деца. Имав некои компјутери таму што ги користев за практична настава. Склопив еден, го однесов, тоа беше и првиот компјутер и еден од ретките компјутери што сум ги носел на нели лично на локација, затоа што сите тие приказни ги доживувам доста емотивно. Да. И кога гледаш дека ете 3 мали дечиња се радуваат на нечии отпад, буквално кажано, си кажа зошто не почнеме да го правам ова како да стигам барем до 100. Да. Напишав статус на Facebook, се појави една фирма, донесла 17 компјутери, се појави уште една фирма, донесла уште 30 компјутери и за не цел месец стигнав до таа бројка стотки, си викам ајде да видиме како да се оди понатаму. Да. И 9 години после тоа сме веќе на уште малку 4000 донирани компјутери. И исто така се навратам на тоа што кажа пред малце дека не треба да бидеме добри или хумани само за празници или еднаш во годината. Наша практика е веќе 9 години да цело време се вклучуваме и во други иницијативи без разлика што работиме, што имаме многу работа и во нашата. Да. Оваа година се вклучивме во иницијатива на мислам дека беше младиот семејна разновидност, каде што заедно со нив мислам и помогнавме да добијат малце видливост.
заедно со нив успеавме да платиме семестри за 100 студенти од социјално загрозени семејства. Браво. За нова година нормално цело време си ги правиме тие активности каде што донираме многу пакетчиња. Имаме двајца дедомразовци, еден од Кавадарци, еден од Велес, кој што ги носи нашите пакетчиња таму кај што треба. Оваа година нормално ќе носиме и во Кочани, кај што нели има дечиња кои што изгубиле некој во пожарот што се деси во Кочани. Да, браво, тоа е за поздрав. И Кавадарци исто наши дедомразовци и он си работи турба. Нашите пакетчиња кои што ги купуваме со средства кои што граѓани ги донираат на нашата сметка. Исто така ги ставаме во нашите пакети со компјутерите кои што ги праќаме. И отприлика имаме многу активности, понекогаш може и да заборавам нешто, али отприлика тоа е тоа за почеток. Така е, да. Во текот на разговорот веројатно ќе се додаде уште нешто, како ќе правиме разговорот и се разбира сите оние детали кои што можеме да ги споменеме во продолжение. Само јас ќе кажам сега дека се уште е отворен бројот и веројатно ќе биде отворен во текот на следната година 143 123. Она кој стои на Facebook страната на Донирај компјутер е еден повик, еден компјутер, чисто за да знаат гледачите што значи тоа кога ќе го завртат бројот и ќе донираат 100 денари со истото вртање на бројот, а всушност со чувството дека навистина многу помагаат во тоа и тоа е нешто со кое што вие работите и нешто кое што создава услови за да може да се тоа не е нас единствен извор значи на финансирање. Донирај компјутер како иницијатива 9 години работи комплетно без средства, без финансии, затоа што на некој начин и не ни се потребни средства. Цела иницијатива, нели, така ја замислив на почеток, со еден, не знам, од инат да им докажам на сите дека едноставно и без многу средства може да постигнеш многу. И тоа се гледа по тоа што после 9 години пред 4000 донирани компјутери имаме компании кои што се гиганти, што ни се другари, пријатели, што ни се спонзори. Имаме компании кои што секојдневно ни донираат опрема, значи веќе не знам дали има некој што не слушнал за Донирај компјутер и не си рекол кога дошло до замена на опрема, ова оди директ за Донирај компјутер. Така да имаме собрано над 10.000 уреди до сега, од тие 10.000 уреди успешно се поправени 4.000. Во фирма има уште околу 500-600 уреди. Еден друг аспект од цела оваа иницијатива може да се спомне е дека ние сме зелена иницијатива. Цела ова е почнато и да се собере цел тој електронски отпад од домаќинствата и од компаниите и да нормално да се предаде на компанија која што го уништува на прописен начин, со тоа се бориме нели за почиста животна околина. Така да имаме многу аспекти што ни се мотаат и мислам дека сите сме успешни. Така е, кога нешто ќе навистина трне и кога е од срце, тогаш некако работите се редат сами по себе. Но Бурче, кога го создаваше сето ова, предпоставуваше ли дека ќе обстојува толку, дека ќе има толку голем интерес, дека така успешно ќе може да ги реализирате сите замисли, а при тоа, нели, тоа е најголемиот благодет да знаете дека помагате онаму каде што највеќе треба. Никош не сум ми замислувал, право ти кажам, дека ќе пораснеме толку големи. Ама како што кажав, првенствено е создадена од ИНАЕД да се докаже дека еден човек е доволен да направи голема промена и ете тоа се случува. Тоа дека дали сме добри и фини, мислам дека сме за тоа што и секојдневно добиваме и такви многу интересни честитки, песнички кои се дечиња мали ги пишуваат, да се замисли да инспирираш мало дете да напише песна за тоа што добило еден компјутер. Да. Мислам, тоа ми е јасно како цело се одвива. Сакам да долам на гледачите како со што се соочуваме, уствари, како што не полни со енергија на некој начин. Да. И тоа е најголемата благодарност што некој може да ви ја даде или да ви ја изрази на еден. Па да, и покрај тие, на пример, кај нас ако дојдете во работелница у Кавадарци од Донирај компјутер, ќе видите едно 3 ѕида што се полни со благодарници, со награди од не знам од каде више. Али на крајот на денот најголема благодарност е кога некој ќе ти пише фала ти ми стигна компјутерот или некој дете ти праќа црташ. Вчера добив цртеж, као ја нацртан као Дедо Мраз, жена ми нацртана као Дедо Мразица и нормално поклонче за Каја, за нашиот најмлад член на нашата фамилија. Така да,
Таа детска слика која што има и во нивните мали главчиња, кои што најчесто ја пренесуваат во цртежите и што нема ништо побаво од тоа да се види такво нешто и тоа е една вистинска привилегија за вас, но и можност тоа да го доживеете на таков начин. Се разбира, тука е тимот кој што е заслужен меѓу другото за сето на кое што го прави Донирај компјутер и упорно работат. Сега сакавме уште некој од нив да имаме тука во студиото, но би било добро да дојде, ама добро ништо. Да, освен на вистина професионалноста во правењето на компјутерите, некако малку повеќе трема во студиото, но како и да е, Борче, ти си доволно вака представителен за... После 9 години треми и тресење и стушење усти, мислам дека почнав да се навикнувам на овие работи, затоа што не го правиме ова за да добиеме ние слава или не знам што, него едноставно го правиме за да стои или се шири муабетот за Донирај компјутер, пошто без разлика колку пати да се појавиш на телевизија, има луѓе кои што уште не знаат никако кој е начинот на донирање, не знаат ни што е Донирај компјутер, едноставно фрлаат исправни компјутери кои што може да се искористат понатаму. Затоа се овие повремени појавување на телевизија. И сега ја би сакал некојаш да ме одмени некој од волонтерите, али здраве ќе испраксаме некој понатаму. Да, ќе стекнат искуство и добра пракса за да може тоа да го направат. Бидејќи рековме дека со овие разговори мотивираме и дополнително информираме и за оние кои што можеби нешто пропуштиле, можеме да кажеме, тоа нека биде токму сега начинот на донирање на компјутери, начинот воопшто на донирање и како всушност се помага на самата организација. Вака, значи да почнеме од начинот на донирање. Значи кај нас е доста едноставна цела таа постапка. Доколку сте компанија, например, која што сака да донира опрема, доволно е да ни пишете мејл на нашиот мејл кој што го има на нашата веб страна. Оттаму некој ќе ви врати на пораката. Нормално, доколку има потреба самата компанија која што донира од документи и потврди за нивната донација, исто тоа може да го изготвиме и да го пратиме назад. И отприлика тука негде завршува со компаниите. Доколку сте физичко лице кој што сака да донира компјутер, може да го оставите у било кој салон на Нептун, од таму се презимаат, значи тие еднаш месечно или два пати, зависи како има потреба, ги носат до нашата работилна кавадарца и со тоа многу ни улеснуваат работа, за да не мора ни да трчаме, значи да одиш по еден компјутер од Џорче или под кисела вода па да збираш компјутер. Прво немаме финансии за тоа, за таква активност. И трето, нема трета, тоа е како се донира, така се донира. Тоа е начинот, тоа се начините. Тие што се од кавадарци, нормално може секој што кавадарци ги остават компјутерите. Се рече имам околу мене компании кои што ми се комши, па секојаш кога ја не сум таму на локација, ги презимаат донациите, ги чуваат кај во канцеларија, па после ги презам. Така да ако гледаш од некоја страна, Донирај компјутер е една голема народна акција кај што се вклучени многу луѓе покрај волонтерите нели што ги имаме. Исто така имаме соработка со локалното техничко училиште Киро Спанџов Бркот, каде секој ден ни доаѓаат на практична настава од 5 до 10 ученика, така да на некој начин и тие го учат занаетот за поправење на компјутери и се запознаваат со, мислам, навлегуваат во светот на хуманоста, на филантропијата, отприлика гледаат што работам, како работам. Многу често се случува и некои од тие деца што до сега иделе да станат буквално клонови на нас Донирај компјутер, па и ја продолжуваат мисијата понатаму. Има дечки кои што завршиле со праксата, не треба да идат, но пак идат и после неколку години. Ете, еден од нив е и Драган, што седи таму, да. И тоа е тоа. Така инспирираме, така ја водиме Донирај компјутер, така сме решили да биде. Да, и да функционирате и одлично тоа го правите. Имаше интересен статус на Facebook дека во наводници нормално болеста која што ја имаш, односно она која е тоа нормално природно човечко чувство да се дарува, да се помогне, да се биде хуман, некако кога другите од страна го гледаат и тоа е нешто како вирус кој што се пренесува во позитивна смисла и тоа го пренесуваш токму преку нормално таа комуникација или тие статуси на Facebook како пренесување на искуства, колку всушност тоа навистина успева, колку делува и веројатно луѓето кои што те обкружуваат тоа и го прават како еден одличен пример кој што делува многу затоа што
без да плачеме реклами, без да се не знам, да се филмаме нешто, едноставно јас сум решил на тој начин да комуницирам. Сите мои објави што се нели поврзани со дониот компјутер, гледам да имаат капка емоција во нив, затоа што на тој начин и луѓето повеќе читаат и уствари може да сватат што правиш ти. Да. Среќен сум што е така. Имаме доста следбеници кои што нели го следат нашиот пример. Има доста луѓе кои што и те не чуле тогаш да дони компјутер, можеш да прочите стат што дека постои такво нешто. И дури тогаш му текнува дека и он има компјутер и дека може да го донира. Така да такви пораки има милиарда во текот на денот. Сакам само да послушам луѓето да користат страната што е фан страна на Донирај компјутер, да не ми пишуваат директно мене, затоа што имам милиарда поруки кои што немам време да ги отворам. А кога пишуваат на страната, самата страна е автоматски направена да му одговара на најчесто поставуваните прашања, така да они побрзо ќе завршат работа, нема ја да се замарам толку многу да гледам дали сум промашил, пошто нели нормално е некој да мисли дека ти го игнорираш као намерно. Ти уствари пораката забегала негде спам или отишла. Така да сакаме тоа и таа како да кажам култура на комуникација да подигнеме на повисоко, на интернет комуникација да ја подигнеме на повисоко ниво, кај што нели се знае работно време и Донирај компјутер без разлика што е иницијатива, што некој мислел дека работи 24 на ден, на 7, има работно време кое што е од 10 до 17 часот и ги молам сите да комуницираме во такво одредено време. Да, ете, и можност за оние кои што не следат и кои што не знаат, можеби сакале да стапат во комуникација, сосема едноставно на Facebook кој ќе се напише Донирај компјутер, да се појави нели таа страна и сите тие информации кои што се достапни, кои што може да се видат. И тоа што може да се види на вашата страна е таа фасцинантна бројка од скоро 4000 компјутери. Уште малку. За сите оние кои што сакаат да донираат, а немаат компјутер, може да донираат на телефонскиот број 100 денари како што и кажавме, ќе го потсетаме уште еднаш и тоа се стои на вашата страна 143-123. За сите оние кои што имаат, нели рековме, компјутер, кои што не треба да го фрлат, туку да го донираат, кажавме на кој начин може. И сега она кое што можеме да го кажеме е оваа голема добра бројка со желба до 4000 да стигне до крајот на годината, што веројатно ќе стигне, и потребата за донациите, односно и семејствата и училиштата. Живееме во дигитален свет. Компјутерот како една основна алатка за функционирање, ама среќа Донирај компјутер тоа го прави само иницијативно и се разбира со желба и љубов, како што кажавме. Потребата да се има и компјутер за секое дете во секое семејство или во училиштата, онолку број колку што треба, е голема, но сепак недоволна. Донирај компјутер сам со себе го прави тоа што може, како организација. Па колку можеме, да. Но што правиме со надлежните институции, со министерствата, оние кои што би требало веројатно да ве контактираат, да ве подбутнат, да ве дадат поддршка, да. Нема такво нешто, до сега не се случило. Искрено, јас сум таков човек да мислам дека и да се случи такво нешто, ја нема да прифатам поддршка од било каква институција, затоа што тоа значи да утре мора да одиш со знаме негде и да мафташ или не знам, да те пикаат по автобуси и не знам што. Ние не сме таква иницијатива. Порано би пропаднал, неголи да соработувам со било кој од тие. Ние сме решили да сами као иницијатива, као народ, направиме колку што можеме. Во училиштата има голем број мислам, голема е потребата од IT опрема, што тие немаат. Тоа го гледам по пораките кои што секојдневно стигнуваат, тоа го читам по пораките кои наставници ми ги праќаат, буквално се молат за компјутери. Да беше нашата држава спремна да го цело тоа среди на време, че го средеше, мислам до сега сме средили многу небитни работи. Според мене образованието е една од најбитните работи кои што треба да се среди во државата, кај нас секогаш оставена на последно место. Не би се замарала више со таа тема. Едноставно, ние го работиме тоа што го работиме. До сега сме донирале 3847 компјутери, мислам дека беа. Се спремаме до нова година некој да допреме до бројка од 4000 компјутери. Нормално, у работилници имаме уште 500-600 компјутери, имаме најава за подигање на донации од уште 3-4 фирми. Компании, тоа се уште околу 300-400 компјутери, така да компјутери секогаш ќе има. И
ние ќе си работиме до кога може да работиме или до кога има потреба од нас. Моментот кога нели нашата држава ќе стане сериозна и ќе го среди образованието, толку мислам тогаш и наш ќе не снема, затоа што нема потреба од иницијативи или од поединци кои што нели глава искрши да соберат компјутери да опремат 100 училишта до сега. 101-то го опремуваме оваа недела, така тоа е тоа. Да, училишта низ Македонија, така? Низ цела држава. Низ цела држава, низ градовите во Македонија. Продолжувате со тоа нормално и понатаму за училиштата и таму каде што е потребно, иако треба навистина и труд и време и сето тоа си бара. Имаме и труд, имаме и време и да немаме ќе си направиме. Иначе како беше? Да, ќе си направиме време. Има луѓе нели кои што не им годи цело тоа што донираме компјутери на училиште, затоа што нели сепак тоа е работа на државата. Да. Ја не го делам тоа мислам дека секој поединец кој што е доволно свесен и може нешто да направи за државата и помогне државата, не го направи тоа, мислам. Така. Да, иако јас сметам дека и покрај тоа што и дури да постои помош и да дојдеме до тоа ниво каде што нема да има толкава потреба, сепак хуманоста својот начин. Да, ќе најде пат. Ќе го најде патот и ќе продолжи унаму каде што има потреба. И некако повторно многу природно доаѓаат признанијата и она кое што е заслужено и тоа кое што веројатно го прави човекот човек и му дава смислата на животот. Во овој случај и наградата на Мајка Тереза која што ти припадна тебе оваа година. Веројатно тоа беше исто така едно добро доживување. Па секогаш е добро доживување. Мислам убаво кога нели твојата работа, твојот труд долгогодишен ќе биде потврден и од некоја државна институција. Мислам тоа се дешава многу ретко. Но ете се случува. Али, како што кажав, нели, тие награди не се пресудни да јас постојам и да донира компјутер постои, да постои како иницијатива и да продолжиме да го работиме. Нормално како награда ти е како поттик и ти вика можеш уште појако. Така да ова е втора државна награда што ја добиваме. Првата беше Мето Ивановски, нели, за унапредување на човековите права. И мислам дека тоа и двете награди неко скроз одговараат на духот на Донира компјутер, затоа што тоа е тоа уствари што го правиме и тоа што сакаме да го постигнеме. Така е. Нашата тема е токму за културата на дарување како еден чин на хуманост и општествена одговорност и на тоа и го ставаме акцентот во текот на целиот наш разговор за тоа колку ние сме хумани како народ. Имаме различни поединци и организации кои што тоа го докажуваат меѓу другото и ги мотивираат останатите, но вака лично дали сметаш и колку сметаш дека дополнително треба да оживуваме таа култура на дарување и ете еден поттик и мотив из оние кои што не следат, кои што знаат да бидат хумани, но можеби не ја имаат доволната храброст, можност, прилика или сметаат дека сега не е време да го направат тоа што треба. Не е до храброст, тоа е понекогаш и до самата доверба, например, таму кај што сакаш да донираш. Као поединец едноставно не знаеш каде и што треба да се донира, едноставно или не уверуваш на тој што го спроведе цело тоа. Значи, ние, мислам, можам да зборам од страна на Донира компјутер. Ние сакаме, секој што сака да донира, прво да научи што е Донир компјутер, како функционираме и што правиме. Например, кај нас секоја донација која што се прима од некаде, се слика и се става на социјални мрежи. Сите донации што ги пријаме и ги праќаме, например, кон училишта или семејства, се сликаат и се стават на социјални мрежи. Секоја донација на средства парични што ја добиваме, се слика и се става на социјални мрежи. Сакам да кажам дека транспарентноста игра многу голем удел во тоа дали некој ќе реши да биде хуман или некој ќе реши да те поддржи и да донира средства. Така да, отприлика тоа е тоа. Да, Бурче, фасцинантно е како постигнувате, тебе повторно ја гледам на Facebook страната, значи вие сте толку активни со дневни активности, со начинот на кој што работите, па може да се види процесот, може да се видат нели и донациите и бројката постојано како се зголемува на донирани компјутери за да се видат во тек. Бројченик што работи. Да, бројченик дајте тоа. Само нешто е на триумфално. Забележувам. Да, тоа го забележувам и за младите генерации, за оние кои што треба да имаат одреден поттик и
да речеме примери кои ете така ги инспирираат, веројатно и младите луѓе околу тебе честопати можеби се со одредени коментари, може и пофални зборови, но и прашања кои што ти ги упатуваат за тоа како може да се постигне секога се сака. Тоа сакам да кажам, во целата таа трка ти си татко на мало дете, на бебе. Да. И сето тоа, значи треба да се направи еден одличен баланс, а сепак да се успее и со да желба кажам, и со... да си правиш некој распоред у главата, например, ден претходно што би правел утре. Ја барам така функционираме. Сабајле станав со план да дојдам нели тука, ама планот се скрши за тоа што каја стана пред мене. А вчера баш имав некој статус дека ми е страв да не се успијам за утринската на Телма и као кај ме вика нема га, јас ставам у 6 и те радувам. Да, имаш будилник. Да, имам будилник. Така да станав сум од 5 и имам време да се организирам и денот. Денес имам исто пак некои ствари за подигање од тука од Скопје, да ги носам за кавадарци. Што донесува до волонтерите, да, мислам си имаат прашања, ама ги гледат и одговорите директно у пракса. По пракса, да. Нема потреба, јас сум таков човек да не објаснува една иста работа по два пати. Затоа мислам дека подобро е што не завршив за просветен работник, затоа што бев многу лош наставник или од една страна може многу и добар, не знам. Да. Али мило ми е што има доста деца кои што нели го престикуваат и духот и карактерот на дојниот компјутер и стануваат да работат без разлика, мислам знаат дека нема да добијат ништо, но на крајот на денот ете на пример им значи тоа што им научиле некој занет и плюс прочитале некоја порака што нивно другарче кој што нели немало толку среќа во животот или едноставно немало средства да купи компјутер, он го направил компјутерот и му го пратил, например, не знам, Кочани, Струга, било каде. Да. И тука е големината на човекот, нели, кога се волонтира, кога не се очекува нешто што нели секогаш нели за возврат, а се добива и тоа во голема мерка и во тоа што не може да се купи со пари најчесто да се добива. Па обично тоа највише се добива. Да, така и тоа е навистина еден голем вие сте еден голем пример како тим за тоа, особено ти како иницијатор. Само уште нешто кое што можеби и дополнително би го објаснило цел овој процес во смисла на тоа како се одбира каде ќе биде следната донација, по кои критериуми тоа го правите. Велиш голем интерес, има барање и од страна на училиштата, само иницијативни и наставниците кои што нели секој сака да некако Ние одиме по системот прв дојден, прв услужен. Значи секогаш се оди по список кој кога се пријавил. Значи нема пререкување сега ти си ми брат, јас сум ти сестра или не знам што. Дај ми мене прв компјутер, такви работи не правиме никогаш. Нормално секој ако се пријавил вчера, ако има пред него 10 души, си почека малце, никој не му станало нешто за тоа што немал компјутер. Да. 2 или 3 дена или една недела или еден месец. Треба да се разбере дека и ние, значи имаме како што кажам, ограничено време, значи немаме време да средиме 300 компјутери во еден ден, но се трудиме колку е можно повеќе да работиме. Школите не се сега моментално во фокус, затоа што имаме околу 5 или 6 школи. Само морам да спомнам дека кога се пријавува физичко лице, школата го тргаме настана. Значи секогаш имаат приоритет семејствата кои што се пријавуваат, школата може да почека ден-два. И у последно време сакам да направам и договори со нив да евентуално ако можат и сами да си ги презимаат компјутерите од кавадар, затоа што едноставно го гушими карго службата со нашите, затоа што кога ние праќаме, например ако треба 30 компјутери за една школа, може да мислите колкава пратка е тоа, тоа е цел камион треба за да се товари целото. Така да од сега натаму мислам дека и тоа ќе го практикуваме, да се самите училишта се организираат превоз. Така беше случај со последното од Јосифово, си дојда 20 или 30 наставници, товари околу се што треба и завршивме работа многу побрзо, него да се чека каргото, пошто да се ослободи простор, тоа е тоа. Така, одлично уиграни и се разбира постојат одредени на некој начин правил или процес на работа кој што треба да се почитува, се во интерес на тоа да стигнат компјутерите онаму каде што треба и се разбира да има еден добар тек на работата. Се ближиме кон крајот на 2025-та, се ближиме и кон крајот на нашиот разговор, па ете како донира компјутер ќе ја заврши годината, зборувам во однос на малку релаксација, можеби нека новогодишна прослава. Веројатно тука се како што спомени подготовките за пакетчињата што е едно поинакво доживување или уживање, а повторно хуморно и еден добар нели крај на годината и плановите сите кои што... Тоа е проблем што кај нас годината никош не завршува. Него едноставно ако денес е понеделник, ние продолжуваме у вторник, се префрламе. Нова година како празник никош не ми значила ништо.
Нормално, као тим, тие што сме значи по блиските, ќе се собереме сега за да си прославиме роденденот на Дојнер компјутер. Да, нека ви е среќен роденденот, нека ви се множат годините. 9-ти роденден на Дојнер компјутер. 20 декември рековме, така? Да, 20 декември. И така планираме да се направиме една поседенка, имаме компанија од Кавадарци која што ни направи торта, исто донација. Си пресечеме една торта, а нова година као нова година, а била, не била, си помине. Тоа што е наше ќе си го сработиме, како што кажавме, нели, имаме собрано средство за околу 600 или 700 пакетчиња да купиме. До сега имаме поделено 300, значи уште 300 останува да се подел, така да ќе бидат среќни празници и за нас и за сите кои што примаат компјутери. Така е. Да, секоја чест, поздрав и за тоа, и тоа не е мала бројка и не е мала организацијата и логистиката околу сето тоа, и ете една мотивација за сите оние кои што и можат да донираат, и треба да донираат, и да шириме хуманоста и солидарност, и се разбира оваа култура на дарување за која што ние денеска зборувавме. Борче, благодарам за гостувањето, ви посакувам успех на Донирај компјутер, што повеќе вака пријатели кои што се отворени за донации, за соработки, и што повеќе среќни и благодарни лица, деца, млади, семејства кои што се разбира ќе имаат една можност да ете и уживаат во животот, но и да добијат алатка една за работа, алатка, да, за времето во кое што живееме и за еден нормален живот и функционирање. Се гледаме во следна прилика, верувам новата 2026 со убави информации како и секогаш. Уште повеќе компјутери. Така е, да. Поздрав до останатите и што членови поточно тимот кој што работи во Донирај компјутер, а се разбира дека со ова ние кои што ете во утринска на Телма и сакаме да ги реализираме ваквите теми за хуманоста, секогаш го испраќаме апелот и пораката да бидеме хумани, особено нели кон крајот на годината, како една главна порака и за старт на новата 2026. Тука правиме кратка пауза, а во продолжение ги пречекувам моите следни гости и најавуваме уште една хуманитарна опрска гала вечер. Останете со нас.